За многумина кога ќе се спомне моето име, прво нешто што им доаѓа на памет е Дарко жонглерот, но јас себе би се дефинирал како единствениот балкански артист со меѓународна кариера, кој со своите вештини и екзибиции знае да анимира одреден број на маса или публика. Мојата приказна почнува уште во 1999 година, кога заедно со едни мои двајца другари од населба, исто така ентузијасти и љубеници во оваа работа, почнавме да се интересираме и да истражуваме све што е околу жонглирањето. На почетокот немавме кој знае каква поддршка од луѓето од околината, сите не гледаат со подсмев, мислеа ајде па вие доста со тие топчиња, со реквизити, до кога мислите да го работите ова, но јас бев цврсто убеден дека ова е тоа што го сакам да го работам до крајот на животот, дека ова ќе биде мојата професија за секогаш. Во тоа време беше многу тешко да се дојде до реквизити, па морав да импровизирам и да ги изработувам само од разни шипки, дрва и така натаму, бидејќи во тоа време интернетот не беше доста развиен како сега, да стиснеш едно копче, например, и го имаш производот за 10 дена. Но имав таа среќа еден мој пријател да замине во Будимпешта и оттаму да ме ги донесе првите професионални реквизити. Доколку немам настап, имам премногу слободно време за самиот себе, што ми е доста важно за мене во животот. Обично трчам на кеот на Вардар тука, се рекреирам, како би можел да се одржам физички и кондиционо. Обично моите настапи се 95% после 16 часот. Во Македонија настапувам по разни евенти, шопинг молови, домови на култура, детски родендени, но она што можам да го издвојам најмногу и што сум најмногу баран во време се детските родендени, ми е еден вид начин на екзистенција. Моите представи се микс од комедија, хумор и циркуски елементи. Секоја представа ја склопувам сам сум си режисер, костимограф, сценограф. Имам различни представи кои се прилагодени за најразлична возраст, но исто така имам и представи за возрастни. До сега во странство имам настапувано на преку 100 фестивали и имам поминато скоро цела Европа, од Австрија, Германија, Швајцарија, Полска, Чешка, Словачка, Италија, Романија и многу други земји. Публиката во странство е можеби поразлична од оваа наша публика во Македонија, можеби тоа е така бидејќи културата е издигната на едно повисоко ниво, но исто така е премногу тешко да се влезе во тие фестивали, бидејќи конкуренцијата е преголема, има артисти од цел свет кои што чуда прават во нивните представи. Академии во светот има низ доста држави, најблиску би ја извел Франција, но се ова што сум го научил јас, го имам научено сам, без ничија помош, со сопствен труд, со секојдневно вежбање и така натаму. Една од целите во животот ми беше да настапувам по тие реномирани фестивали низ целиот свет и во тоа време ми изгледаше доста невозможно, бидејќи конкуренцијата е премногу силна. Пробував неколку пати, ме одбиваа со години, ми викаа пробај следната година, но така јас го подобрив своето шоу, сватив дека не е само да си добар жонглер, треба да имаш целосна представа која е склоп на комедија, хумор и за прв пат во 2005 година аплицирав по тие фестивали и почна да ме примаат луѓето, приметија дека има различно нешто во моето шоу.
Најмногу адреналин, среќа или можеби возбуда во моја професија е кога на крајот од представата ќе го слушнам громогласниот аплауз од луѓето кои што се во публиката, бидејќи во странство на тие представи доаѓаат од 3 до 4 па и 5000 луѓе и не е така лесно да се анимираат различни луѓе, различна возраст, различни менталитети од сите држави. За жал, досега не сум сретнал во сиве овие години некој да побара да го учи ова што го работам. Денешниве деца се свртени премногу кон технологијата, кон мобилните телефони, но секако доколку некој би прашал, со задоволство би го изучувал. Ова е професијата што сакам да работам до крајот на животот, ова ме исполнува, не би можел да се замислам во некоја друга професија. Работата со луѓе, со деца ме исполнува. Работата со деца е една од најубавите работи во светот, но истовремено и така многу одговорна, најтешка, бидејќи денешниве деца се премногу интелигентни и не може да ги излажете со, да кажам, со некои маскоти или не знам што се нудат на детските родендени. Доколку не сте им интересен, тие одма ќе се растрчаат низ игротеката и нема да ве гледаат. Но јас знам како со деца, со различна возраст, со текот на времето сум го усовршил тоа и денеска го правам тоа без проблем. Мојот бумеранг за мене е секој фрлен и вратен реквизит во раката, но исто така и возвратената енергија после представата е она што ми спомена. По професија сум фудбалски тренер во фудбалската школа Мондано. Се работи за фудбалска школа која што функционира со деца од предшколска и школска година, значи од 4 до 12 години. Тоа го работам професионално. Исто така организирам и кампови, летни и зимски за деца. А воедно и сум собственик и најдобар другар на ова куќа до мене, кој се вика Оги. Може би некој го видел на социјалните мрежи на Инстаграм, Оги да Чемп. Приказната почна да кажам сосема случајно, затоа што отворивме еден Инстаграм профил каде што многу луѓе го прават тоа, веќе сме сретнали тука во Македонија за своите миленици, некои своите деца им отвараат Инстаграм профил. Меѓутоа, ајде почнав да размислувам како да направиме некои поинтересни слики, да се опишам јас или моето друштво во секојдневието, па направивме некои клипови со видео едитување. Мене ми стана интересно, ми стана и обсесија после тоа, видов дека се повеќе и повеќе луѓе ги запратуваат неговите страни на Facebook и на Instagram и ми стана обсесија, сакав да смислувам некои нови интересни теми. Има на Инстаграм 33.000 следбеници, а на Фейсбук има нешто помалку, околу 20, ако не се лажам.
има доста новогодишни честитки кои ми стигале не од тука, него од USA, од Шкотска, од Финска, од не знам од се каде. Значи луѓето си нашле време да напишат честитка, да напишат порака, да одат во пошта, да ја испратат и да искомуницираат со мене. И многу други поклони стигнале од страна, што онака неговите следбеници не се грот од нашава држава, него поголем дел се баш надвор од држава. Тоа што и таков е профилот, гледам пораките да ги праќам на англиски јазик, така да отворена е темата за сите области, да речем. Бидејќи сум љубител на кучиња, покрај тоа што имам од секогаш сум бил, дојдовме до идеја да направиме маички, оги дечем. Ете штета не ми текна сега да облечеме, имаше 4 типа на маички, еден мој другар што се занимава со дизајн, ни направи 4 различни интересни дизајни логоа и направивме еден настан кој што се одржа во концепт, каде што дел од средствата беа наменети за кучиња бездомници или кучиња кои што имаат потреба од некаква парична помош. Сум го однел неколку пати кај што имаме тренизи, трча по топката, не е многу досаден, знае да си седне од страна кога имаме тренинг, така да можам и слободно го носам на тренизите и не ми пречи воопшто, и децата го сакаат, интересен им. Ние ги пратиме сите трендови и стандарди според кои треба да се работи. Меѓутоа, мислам дека сме единствени кои што почнаа да работат со деца од предшколска возраст, односно од 4 годишна возраст, за деца кои треба малце посебна програма по анимирачка, кај што тие деца сега се запознаваат воопшто со други деца можеби и се запознаваат и со топката и на многу поразличен аспект треба да им се пристапи на тие деца. Сакам децата да ме чувствуваат како близок, да можат да бидат отворени со мене и да ми кажат што и да сакаат, кога и да имаат потешкоти, проблеми, кога и да се срекни. Затоа гледам и да ги анимираме и во природа, не само на фудбалски надпревари и тренизи. Знаеме и со дел од родителите и да се дружиме и надворот од Скопје. Јувентус кампот беше една успешна приказна која започна во 2018 година, каде што за нас како фудбалски клуб и општо мислам дека за нашата спортска држава беше еден голем успех да донесеме такво светско име Јувентус, каде што се работеше комплетно под нивни услови, дојдоа тренери од Италија да ги обучуваат децата. Тоа траеше, камповите траат по една недела и децата имаат можност да се почувствуваат баш како дел на тој голем клуб. За потоа приказната да продолжи да направиме уште еден камп од 2019 година, каде што после тој камп бевме поканети да ги однесеме децата како една селекција во Торино, каде што таму имаше содржуваше светски клуб меѓу сите такви држави кои што организирале кампови Јувентус или имаат академија застапена која е по целата година. Деца има можност да го видат Торино, има можност да играат надпревари баш на Алпите, нешто над Торино, беше премногу интересно. Има можност да посетат Алијанс арената, играат тогаш Италија со Босна, гледавме и надпревар, траеше тоа 4-5 дена, ако не се лажам, и има покрај децата и ние како клуб, како личности многу добивме позитивно и големо искуство. Секогаш кога почнуваш нешто, можеби ти се очекувањата преголеми, па можеби доаѓаш на некој пат и
гледаш дека тоа што си вложил труд не ти се врати, али ако бидеш упорен, може и упорноста да ти се врати како бумеранг, како што мене ми се вратило со ОГИ, ми се вратило и со фудбалската школа, имало падови каде што успехот, трудот искача малце подоцна и кога можеби не очекуваш. Бизнес би сакала да се развијам со тоа што би вработувала жени, тоа се од 3 гранки, односно 3 типа на жени, а тоа се жени од социјално загрозени општества. Првата категорија, втората би била жени кои што ја изгубиле своите работи или биле загрозени од ковид состојбата, и третата група на жени би биле млади жени со цел стимулација поради фактот што модната индустрија има што помалку млади луѓе кои што работаат. Тоа е еден вид на филозофија кој што имам јас спрема мојот бренд, но исто така како колективно, како нешто што треба да го правиме целото наше општество, и веројатно и исто така би спомнала и емпатијата, но исто така и почита, особено почита кон минатите генерации, и сето тоа што они го имаат створено, на некој начин да биде нас поттик за да направиме ние повеќе во иднината. Сам свој газда зависи највеќе од газдата. Тешко е, не е лесно, затоа што да си одговорен за секој можен аспект од мал или било каков бизнес е доста голем залог. Некогаш си мислам дека многу рано навлегов во возрастниот свет, зашто веќе 4 години го работам ова, имам 25, така што порано почнав да се бавам со ова. Ама на крајот од денот, кога ќе сватиш дека си успеал да стигнеш сегде, да ги завршиш сите обврски што те нападнаа во текот на денот, е некако ослободувачко чувство и се осеќаш гордо на крајот од денот дека си успеал нешто да исполниш. Бумеранг е дефинитивно мојата добросостојба моментално. Вложив и се уште вложам многу време, многу труд, многу енергија, многу љубов. Буквално мислам дека па се што поседувам во мене истурам врз 5 до 12, дури најчесто времето за мене е времето за 5 до 12. Да сите тие работи не би ги заменила за ништо друго на светот. Бумерангот во нашиот случај е целата таа енергија која што ја вложуваме, целото образование кое што сме го стекнале. Јас сум бил 7 години во странство, дел од тимот исто така биле во странство, и како бумеранг ни се враќа сета таа енергија сега баш во оваа компанија која што ја имаме сега тука. И сите тие алгоритми за вештачка интелигенција кои што ги развиваме и целиот тој мозок што го всадуваме во паметните уреди како што се паметната маска или паметните очила, всушност е изработен тука во Македонија од тимот кој што го создадов тука на Факултетот за електротехника и информациски технологија.